Она што подоцна ќе го роди Бога се роди од благочестивите родители Јоаким и Ана. Цели 50 години немале деца, за тогаш да се роди Марија. Се воспитувала во Ерусалимскиот храм до времето кога му станала свршеница на праведниот Јосиф, за подоцна да го роди Спасителот на светот. Црквата го востановила овој празник поради посебното значење што го има Пресвета Богородица. Празникот е и со исто значење како голема Богородица, но врз основа на тоа што денес се раѓа Мајката Божја, како мало бебче, мало детенце во секоја куќа како што се раѓа, така и Мајка Божја се раѓа како малечко детенце, затоа се нарекува и празникот Мала Богородица. Знаеме сите дека Богородица е мајка на сите наши синови и ќерки, сите наши поколенија, најсладки внучиња. Нека е на помош, нека не чува, нека го заштитува овој град од немири, од војни, од потреси, од катаклизми, од поплави, од разни туѓенци и така натаму, од сиромаштија нека не зачува сите Мајка Божја, од бедотија и најпрви нека им подари здравје, среќа и милост на нашите најсакани чеда, наши синови и ќерки, наши внучиња. И дај Боже вака како што видовте овие прекрасни ангели што ги имаме во црква, да станат еден ден родители, да ги венчаат свештениците, овие прекрасни поколенија, да ги венчаме, па и тие, како што сега доаѓаат, и нивни идни поколенија, идни синови и ќерки да станат татковци и мајки, да доаѓаат во овој свет храм наши идни поколенија. Нека е на помош овој голем светоден. И денеска на големиот празник беа запалени свеќите и кандилата, се отслужи утрена. Тетовци и овој пат се поклонија на големата мајка на денот на раѓањето на Пресвета Богородица.